Судејќи спрема гужвата на штандот на Ауди, може да заклучиме дека нема зима за овој бренд во Соединетите Американски држави. Токму поради тоа, стручњаците за продажба на возила на Ауди ја направија светската премиера на новата А6. Како што гледате, многу е позатегната и изгледа многу подинамично и се разбира дека со оваков изглед, но и со овакви цени, таа ќе биде буквално разграбана од продажните салони во Соединетите Американски држави. Овој модел ќе почне да се продава и во Европа од третиот квартал на оваа година, а цените тогаш ќе бидат и познати. Се уште се наоѓаме во Детройт. Ова до мене е Chevrolet Aveo или во Америка познато како Соник. Најверојатно името ќе биде сменето некаде во третата четвртина на оваа година, но затоа потоа. Авеото во Европа постигна добар успех, а трендот на популаризација на малите автомобили е присутен и од оваа страна на Атлантикот. Авео исто така ќе се продава со нисколитражни мотори кои би требале да допрат до срцата на американските возачи. Ние и понатаму остануваме на штандот на Chevrolet и ќе ги видите остварувањата како што се Volt. Тоа не е ништо ново за гледачите на Автомагазин, но интересно е дека неговата продажба започнува сега. Исто така ќе ви прикажеме една од американските мускулозни возила кои доживуваат нова генерација, а исто така е позната на гледачите на Автомагазин, тоа е Chevrolet Camaro. Она што можам да го кажам за Camaro е дека основната цена на кабриолет изведбата изнесува $29,999 или во евро преведено тоа би чинело некаде околу 21.400 евра за кабриолет изведба со V6 мотор. Северноамериканскиот пазар е од голема важност за Hyundai, бидејќи најголемиот развој и успех на оваа корејска марка е врзан токму со американскиот пазар. Ова зад мене е моделот кој се уште е во ранг на студија, се нарекува Q3. Самите производители, односно дизајнери на Hyundai, не кријат дека изгледот е инспириран од некои европски модели. Ја би рекол од Citroen C3 и DS3, но тоа не е битно. Битно е дека Hyundai многу силно гази на американскиот пазар, а овој модел би требало да стане реалност некаде околу 2014 година и во Европа и во Америка. Вториот концепт автомобил кога Hyundai го представува на Детройтскиот мотор шоу е наречен Veloster. Тој е инспириран од урбаното живење и младите урбани луѓе кои имаат потреба од искажување на својот карактер и преку изгледот на својот автомобил. Она што е интересно за оваа студија е избегнувањето на 4 врати. Тоа значи дека од една страна Veloster има само една врата и тоа е кај возачот, додека од другата страна има 2 врати за сопатникот и за патниците на задната клупа. Сепак ова е концепт автомобил и дали ќе остане во оваа форма и со овој концепт, тоа е прашање на развојното оделение кое доправа ќе треба да даде некои информации за оваа студија. Член на групацијата General Motors е и Buick. Тој е малку познат во Европа, но во Америка доживува втора младост. На годинешново издание на Детройт, Buick се представи со 2 новитета. 2 лимузини, 2 седани. Тоа се LaCrosse и нешто поголемиот и полуксузниот Verando. Овие модели сакаат и имаат амбиција да бидат привлечни и за
купувачите во Европа. Но за сега нема никакви најави да се внесуваат, односно да се монтираат помали мотори во овие каросерии. Ако во Европа еден од најпосекуваните брендови е Mercedes-Benz, несомнено дека во Америка тоа е Cadillac. На годинешново издание на Детройт, Cadillac се потруди да се представи со комплетната палета производи, но се представи и со купето CTC, кое располага со потентен 5,7 литрен мотор, тюниран до 520 конски сили. Овој модел е направен да ги задоволи апетитите на американските купувачи. И можам да кажам дека продажбата на CTC и оди извонредно. Иако ограничувањата на брзината во Америка се навистина рестриктивни и кој вози побрзо од 55 до 60 мили на час, тој ризикува не само да биде казнет со висока парична казна, туку и со одземање на возачката дозвола. Но ние се враќаме на Cadillac. Заедно со моделот CTC, Cadillac го isfrли и неговиот еквивалент во караванска изведба, кој располага исто така со овој потентен Hemi 5,7 литрен мотор од 520 конски сили. Кој вика дека семејните автомобили не може да бидат набилдани?